Почитувана колешки Мираковска, јас само на кратко од она што тогаш го водев како забелешки на оваа седницата на комисија што имавме, само да ве потсетам дека по однос на изборот на членовите на Судскиот совет од Собранието, точно е дека во детал не е истоветна постапката како што е она за членови на ДКСК, но е направен согласно препораките. И во основа, методолошки, кога гледате, само тоа што има помал број на членови е една од разликите. Инаку, по структура, начинот на избор, по методологија е ист, како оној со Државната комисија за спречување на корупција. И втората работа што сакав да ја споменам е дека од она што ние го имаме како сознание и ни беше пренесено на самата седница на Комисијата за политички систем, е дека од Венецијанската комисија немаат забелешки на ваквиот начин за изборот на членовите. И сметам дека тоа треба да се земе во предвид, бидејќи препораката на оценската мисија е постапката да биде иста или слична. Ако одиме сега да ја цитираме целата препорака на оценската мисија. И сега, ако вие инсистирате тоа да се смета како суштински недостаток, во ред, тоа е политички легитимно од ваша страна да ја држите таа теза, но според мене се гледа дека постапката е далеку многу подобрена во однос на претходните постапки, каде што немало ваква мериторност, ниту пак имало ваква транспарентност како што е предвидена сега. И втората работа што сакав да ја напоменам, ја споменавте и вие коректно од ваша страна, е дека добар дел на ваши амандмани сепак беа прифатени, беа издржани и со тоа текстот се подобри. Амандмани имаше и од председателот на комисијата Љупчо Пренџов, кој што исто така забележал одредени технички недостатоци, и еден амандман кој што комисијски го усвоивме, и благодарам и на Министерството што го прифати и на сите членови на комисијата, вклучително и вас, комисијски беше амандманот за усогласување на нормите од текстот на Законот за судски совет со текстот и дефинициите од Законот за судовите, особено кога станува збор за избор на судии во повисок суд, каде што заедно се согласивме дека мора да има непрекинат судиски стаж на било кој што би конкурирал за таква позиција и би бил можен кандидат пред Судскиот совет. Затоа сметам дека ова законско решение е навистина солидно. Не викам дека не може да биде уште подобро, но е сериозно поквалитетно од досегашните закони. Благодарам.